во делот на тоа како треба да биде и кои што се измени треба да се направат, потполно се согласуваме. Дадовте одредени напатствија за тоа како треба да биде, да, еве и јас сум заложник да се пристапи кон тоа, да се подобрат условите и предусловите за тутунопроизводителите и целосно за секторот земјоделство. Меѓутоа, вие повеќе кажавте како треба да биде отколку како е во моментот. Во моментот е лоша ситуацијата. И тие сите работи кои што ги наведовте имат хронолошки пристап, ако хронолошки пристапиме, ќе видиме дека е сериозен проблемот со кој што представува изборот за економски социјалниот партнер на Министерството за земјоделие, односно шумарство и водоспанство во представувањето на интересите на тутунопроизводителите преку Сојузот на земјоделски здруженија наместо организирана форма на здружување на самите тутунопроизводители кои претходно се имаат легитимирано пред МЗШВ како здружение со над 9000 членови, но сепак од неразбирливи причини се одбиени. Имаше турбуленции од самиот почеток во однос на застапувањето на самите тутунопроизводители, почитуван колега. Затоа зборувам дека овој пристап е хронолошки. Овде е министерот. Според вас, сите овие работи кои што ги наведовте и рековте дека треба да се коригират одредени законски решенија, треба да се коригират начинот и пристапот, мострите во корелација со овие здруженија, така? Се согласуваме од овде. Меѓутоа, изјавите дека ќе се укине 4-та класа во отпочната откупна сезона, знаете дека не бидува. Затоа, уште на почетокот кажав, дека не била сериозна намерата. Не можеме да пристапуваме кон овие измени. Зошто? Бидејќи самиот рековте. Сите овие откупни компании имат склучено договори со самите производители. Како вие во однос на методологијата и мострите ќе вршите укинување на 4-та класа кога веќе има договорено производство? Значи ниту е можно, ниту е правно издржано, бидејќи за да се случи ваква работа требаше сите оние договорни обврски, односно договори, да претрпат измени со анекси на договорите, каде што ќе се сложите, никој од тутунови производителите немаше да прави проблеми да се укине 4-та класа. Меѓутоа, ова е договорно производство и предвидливо производство. Уште на почетокот на годината се знае во глобала колку ќе бидат, колку се издадени овие евидентните листови, колку договори се направени и овие постапки се вршат во текот на овој период. Не во екот на откупот. Не се менуваат и затоа сметам дека ова беше манипулација со самите тутунопроизводители. Ви напоменав, клучниот проблем е и во однос на застапувањето. Ова е уште еден доказ кој што дали под притисок или лекомислено подлегнаа на тоа дека 4-та класа ќе се укине. Да, најголем проблем е тоа. Меѓутоа, рековте дека од друга страна имаме договарачи, односно откупувачи, кои што со склучување на договорите не само да бараме обврски кај нив и тие имат одредени права, нели? Не можете вие на нив да им наметнете на веќе склучени договори да им ја укинете. Затоа повикувам да не си поигруваме со чувствата на овие граѓани, на овие тутунопроизводители и да ги манипулираме со вакви пристапи, вакви ветувања, очекувања кои што се креираат, а згора на тоа најголемите штетни последици ги трпат токму тие. Другиот дел кој што го спомнавте во однос на откупување на количините на недоговореното производство, да, но и овде е хронолошки пристапот. Зошто? Не се склучени овие договори, овие договорни количини, зошто? Бидејќи истите компаниите не сметале дека нема да имат потреба од тоа, бидејќи имат на располагање други механизми како да се го надополнат тоа. Да не навлегуваме, да не им наметнуваме проблеми во начинот на договарање на веќе договорени работи. Затоа потенцирав. И од оваа говорница, токму со вас, кога беше во врска со лозаропроизводителите, повикавме дека ќе имаме проблеми со тутунот. Требаше благовремено да се пристапи кон решавање на овој проблем. Проблем ќе се јави во наредниот период. Овде министерот потенцира дека
Тутунскиот комбинат од Прилеп ад хок сега интервентно ќе го откупи недоговореното производство во ред, односно оние количини од далиот табак, но требало време и услови да се исполнат за откупни пунктови. Ова го разбира, меѓутоа сметам дека влада, министерство и државна компанија Тутунскиот комбинат во Прилеп се институции за кои што не представува проблем да се обезбеди откупен пункт, односно просторија за откуп и обезбедување на услови и повторно ќе повторам за ова несрекна изјава која што ја слушнав од самиот директор дека требало да се обезбеди интернет врска. Мислам дека овие се минорни работи во однос на ова количина на тутун која што треба граѓаните, дел од нив и по 70 километри, да ја транспортираат во овие времења во зимски услови, кога мора да најдат транспорт со затворени услови на транспортирање, да не си го оштетат производството кое што го носат. Дополнително, не навлегувам, немам пресметки колку би коштало овој транспорт, но верувајте, на ова и така лоша година и лоша цена, ќе им биде дополнителен товар. Затоа, уште еднаш, ова што го кажавте, дека во иднина како треба да биде, да, сите да се заложиме, да ги измениме, да ги направиме овие измени. Но во делот, дека во моментот се розови ситуациите, не се. И ви потенцирав од кои причини, односно, кои се чинителите, кои што не превземале навремено, а ова се знае. Парламентарното мнозинство и владата се најодговорни во однос на цела ситуација која што се случува со тутунопроизводителите. Благодарам.